Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. По победата, веднаш на работа. Председателот Барак Обама и конгресните лидери деновиве ќе започнат преговори за буџетот. Следи блокот вести. Со завршувањето на кампањата, председателот Барак Обама се фокусира на преговорите за справување со огромниот државен долг. Во телефонскиот разговор со спикерот на представничкиот дом, републиканецот Џон Бејнер, Обама предложил започнување на разговори со цел избегнување на пакетот автоматски буџетски скратувања, што треба да стапи на сила кон крајот на годинава. Економистите предупредуваат дека пакетот, познат како фискален гребен, може да ја турне американската економија назад во рецесија. Председателот бара нови приходи преку зголемување на даноците на богатите американци кои заработуваат на $250,000 годишно, на што Бејнер и неговите републикански колеги силно се противат. Меѓутоа, спикерот на представничкиот дом истакна дека не е против некоја форма на нови владени приходи, се додека тоа вклучува промени на програмите како социјално осигурување и Medicare. Минатогодишните разговори меѓу председателот и Бејнер за така нареченото големо нагодување во врска со долготраен буџетски договор завршија неуспешно. Невреме во сојузните држави Њујорк, Њу Џерси и Конетикат, кои натаму се опоравуваат од ураганот Сенди. Иако не со толкова јачина, овој студен бран, што го зафати североисточниот дел на САД, предизвика замрзнат дожд, силни ветришта и снег. Новата бура беше и причина десетици илјади жители да останат без електрична енергија. Ова е дополнително на стотиците илјади лица кои останаа без струја од минатонеделното невреме. Заради најновата ситуација беше во прекин железничкиот сообраќај во околината на Њујорк, а беа приземјени и неколку авионски летови. Растечкото влијание на расните и етнички малцинства во американската политика имаше значајна улога во реизборот на председателот Барак Обама на функцијата. Како и во случајот пред неговиот избор во 2008-та, првиот председател од афроамериканско потекло на денот на изборите привлече огромен процент афроамериканци, 93%, споредено со само 6% кои гласале за републиканскиот предизвикувач Мит Ромни. Сепак, Обама овој пат добил поголем број гласови од хиспанци и азијати, споредено со периодот од пред 4 години. Председателот добил поддршка од азијатски гласачи со маргина 74 спрема 25%, што е за 27% повеќе од пред 4 години. Малцинствата сега сочинуваат 36% од населението на државата, што е околу 311 милиони лица. Минатата година за прв пат повеќе од половина од бебињата родени во САД биле од расно или етничко малцинство. Чај или кафе? Ако имате дилема, ова може да ви помогне. Чајот, особено црниот, можно е да помогне кај оние со диабетес. Математичка анализа покажува дека присуството на диабетесот од типот 2 е на ниско ниво во земјите каде луѓето пијат поголеми количини на црн чај. Бројот на диабетичари се очекува да порасне на 438 милиони за наредните 2 децении. Уште од 1920-тите години холивудските звезди имаат значителна улога во поддршката и промовирањето на политичките кандидати. Оваа изборна сезона огромен број славни го вложија своето реноме, талент, а понекогаш и парите во кампањите на кандидатите. Во продолжение, кој го поддржа Обама, а кој Ромни? Не засмејуваат, ни причинуваат солзи, се влюбуваме во нив. Звездите од Холивуд влијаат врз нас, но дали се доволно влијателни да наметнат политички погледи при гласање на избори? На председателските избори во 2008-та познати лица како Боно и Опра Винфри, например, отворено изразија поддршка за Барак Обама. Нивната поддршка беше важна со оглед дека Обама имаше голема наклонетост од помладата популација. Годинава прашања од женската кауза се наметнаа на врвот од кампањите. Холивудските звезди како Дженифер Лопез, Бионсе и Џулијан Мур ги предупредуваа обожавателите дека Мит Ромни отворил војна со жените, нешто што тој негираше. И Мадона го поддржа Обама. Но најда на неодобрување во Њу Орлеанс за изразувањето на личното политичко убедување. Други поддржувачи на Обама се Елен Деџенерес, Анџелина Џоли, Леди Гага, Кейти Пери. Мит Ромни пак не е популарен во Холивуд. Режисерот и актерот Клинт Исфуд го поддржа републиканскиот кандидат, но неговиот настап на Републиканската национална конвенција и актот со празната столица најде на широка критика.
Чак Норис, конзервативец, е поддржувач на политиката на Ромни. И други холивудски звезди како Стивен Спилберг и Сара Джесика Паркер се исто така извор на финансиска поддршка за кандидатите, организирајќи големи добротворни забави. Ноќните пазари полни со продавачи на улична храна не се нешто невообичаено за повеќето земји низ Азија. Тоа се места за дружење и тргување. Во Јужна Калифорнија имигрантите може да искусат дел од таа атмосфера, но во стилот на Лос Анџелес. Отамо и следниот прилог. Енергијата и доброто расположение привлекуваат и илјадници азијци од Јужна Калифорнија и пошироко на овој пазар во Лос Анџелес. Ова е тоа што ни треба. Џорџ Га ноќните пазари го потсетуваат на родната земја, опишува какви се во Тајван. Се е ефтино, не и најчисто, но храната е мощна и вкусна. Тука е почисто, многу чисто. За ноќните пазари во Лос Анџелес говори Џони Хванг, еден од нивните организатори. Тезгите се тука секој ден, секој викенд. Илјадници луѓе од сите возрасти и цели семејства доаѓаат за да си поминат убаво. Овој пазар е наречен ноќен пазар 626, според телефонскиот повикувачки број за областа на Лос Анџелес, со доминантно азиско население. Потсетува на пазарите во Азија, но во вкусот и стилот носи нешто од Лос Анџелес, вели Айлин Су, која живее во градот. Го представува азиско-американското население во овој град, бидејќи не сме сите кинези, има и јапонци, корејци, виетнамци. Џон Цуанг продава тајванско говедско сушено месо, сладко од сливи и кандирано овошје. Доаѓам за да ги рекламирам производите и да го поттикнам бизнисот. Цуанг и други собственици на тезги имаат и продавници и ресторани, повеќето во соседството 626. Пазарот секоја ноќ привлекува десетици илјади луѓе. За некои бизниси тоа е единствената шанса да се представат пред купувачите. Во наредниот Ньюсфлеш во Вирџинија монументална инсталација во простор. Не пропуштајте утрешната емисија. Творби што влегуваат во класата на висока уметност, собрани на едно место. Гледате утре во Ньюсфлеш. Го гледавте Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски, јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. За најново од свет и светот посетете нашата веб страница glasnaamerika.com, а дружете се со нас и на Facebook. Благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер и гледајте ни утре.